кажуваат граѓаните дека од секоја куќа во Велес по еден млад човек заминал од Велес. Почитувани, за жал, овие млади луѓе, овие наши другари кои што секојдневно ги испраќаме на аеродром, а сум дел на таа генерација и тоа секојдневно се случува и ги знам и такви од Велес, кои што мораа да заминат за да пратат пари дома, за да нивните родители платат сметки, да вратат кредити, да не им тропаат извршители, но уште повеќе, за да пратат лекови, за да се купат цитостатици, за да ги оперираат нивните родители, за да им го спасат животот. Тоа е најтажното што се случува и на Велес, и на цела Македонија. Затоа се ангажиравме, затоа до крај ќе се избориме и ова ќе го сопреме на 11 декември. Почитувани, а тие што се тука или немаат работа, или работат за мизерна плата. Тоа Велес најдобро го знае. Велес најдобро знае какви се платите тук. Груевски никогаш ниту сакал, ниту некогаш ќе сака да ги зголеми платите во Македонија. Тој сака така да го држи народот, така да го контролира, со мизерни плати, со минимална плата таква каква што е во државата. Па тој нема срам. Тој го понижи целосно овој наш вреден и работлив народ. Се фалеше низ светот на крајот да дојдат инвеститорите во Македонија. Зошто? Затоа што биле најниски платите тука. Тоа ни го остави во наследство Никола Груевски. Против тоа ќе се избориме и нема да му дозволиме да продолжи ова узурпирање на нашите животи. Светлата иднина на Македонија, почитувани, испишана во овој план за живот во Македонија. Тука е испишана. Платите ќе се зголемуваат, па макар тоа Груевски верува или не, макар сакал или не, тоа ќе се случи без него, тоа ќе се случи после 12 декември. Минималната плата, но и просечната плата ќе се зголемува како резултат на враќањето на парите назад кон граѓаните по сите основи. Просечната плата може и ќе биде на крајот на првиот мандат 30.000 денари во Македонија, за да секој семејство со 2 просечни плати може да ги покрие сите животни трошоци, затоа што Македонија може да биде нормална земја. Парите да ги враќаме назад кон граѓаните. Бидете убедени дека можеме и дека ќе победиме на 11 декември. За живот во Македонија!